Повеќе од 2 месеци траеше жетвата на оризот во Кочанско. Ова досега е најдолг период за собирање на родот, зашто оризарите како причина ги наведуваат обилните дождови во средината на октомври. По нив, механизацијата долго не можеше да влезе на оризовите полиња. Катната седба го учина своето и мислам, значи тоа е најголемиот проблем. Вториот проблем е недостаток на механизација на комбајни. Втората работа имаше дождови и тие дождови, значи, не изчистени канали. Нивите останаа, значи, пуни со вода и фактично да се не можеше да се улезе у некои ниви. Предолгата жетва и дождовите сигурно ќе имаат влијание и на квалитетот и на квантитетот на собраното, што за производителите значи нови загуби. И на квалитетот, и на квантитет, и на квалитет, ето друго поима, гледај, просто за 40-50 дни каснето жетвата. Сламата ви скапа и значи уреза падна. Тира на земјата доле. Што значи тоа? Тоа значи дека 50% ќе воно тоа кршките, ѓонци, не ори да виде. Освен предолгата жетва, оризарите за проблем го имаат и пласманот, бидејќи кај голем дел од нив, ланската и реколтата од оваа година ќе бидат сместени на исто место. Сепак, државните анализи за оваа година предвидуваат поголемо производство од претходните две, а очекувањата се следните. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2019 година се произведени 21.278 тони ориз, а во 2020 година имаме 19.518 тони. На површините во Кочанската котлина пролетва со ориз беа засејани околу 4200 хектари, од кои се очекува да се добијат над 23.000 тони арпа.